Љубимир Тошев е македонски раскажувач, полемичар и есеист. Вака гласи првата реченица од монографијата Книжевници, наставници од Филолошкиот факултет, во која е застапен главниот лик на нашата нова епизода. Од 1983 година па до неодамнешното пензионирање, работел како библиотекар на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Објавил 3 книги проза, а познати се неговите полемизирања со македонски лингвисти и критичари, објавувани во весникот Дело и во Нова Македонија. Сине на македонистот Крум Тошев и роднина на револуционерот Пере Тошев. Сепак, сето ова не е ни одалеку доволно да се долови ликот и делото на гроф или маестро Љубимир, кој, фала Богу, е се уште подвижна, неофицијална и сочна историја на македонистиката. Со него разговараше нашиот гостин уредник, Ѓоко Здравески, поет, преведувач, некое време и самиот библиотекар на истата катедра, денес лектор по македонски јазик во Париз. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода со задоволство му го предавам микрофонот на Ѓоко. Кога ја слушнав првата епизода од подкастот Обични луѓе, прв на памет ми падна Љубимир Тошев. Си реков, мора и за маестро Тошев да направиме една епизода. И тоа и го предложив на Илина. Па евене, неколку месеци подоцна. Љубимир Тошев Кент, или гроф Тошев, како што го викаат некои, или маестро Тошев, како што си го викам јас, го запознав пред 15 години кога јас студирав книжевност на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, а тој беше библиотекар или библиотекарин, како што вели тој, на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Кај Љупчо во библиотека не можеше да седи секој. Ке те измерка уште од врата и ако не си добредојден за седење, многу бргу ќе го дознаеш тоа. И јас ги поминав тие иницијации на меркање и проверка во вид на провокативни прашања, преку кој домакинот бргу сфаќа колку ти сече и дали си достоен да делиш астал со него. Денес, 15 години подоцна, седиме, сега како двајца пријатели, во библиотеката во која тој го помина целиот свој работен век, а и јас кратко работев како прв негов наследник. Јас сум Ѓоко Здравески, а оваа епизода од подкастот Обични луѓе е посветена на Љубимир Тошев Кент, константа што еволуира. Подгответе се за политички некоректен разговор помеѓу двајца пријатели. Муабетот е природен и непосреден, па во него улетува и по некоја пцост, и по некој сербизам, а и некои други зборови што некому сигурно ќе му се чујат навредливи. Ке вреѓаме во интервјуа? Ке вреѓаме, викам, ке пцуеме? Што ќе псуеме? Ние сме добри луѓе, многу сме културни. Љубимир Тошев е роден во Скопје на Богојавление, или како што велам јас, на Љубимиројавление, 1952 година. Првиот прекар му е Гајга. Првиот пекар ми е тоа, изгледа како мал, не сум знаел циганка, да викам, сум ја викал Гај. Зашто мајка ми се чудела, нормално и татко ми. Само татко ми што во Германија, ректор прв е во Гетинген. Никој не го споменува. Ако? Уште. Која година е тоа? Тука, јас сум 52-та, тоа 54-та бил. Колку што знам, има и статија. Гетинген и се чудеве како дете она, аз сум се родил на 5 кила сум бил. Прво деление. Карта, шкумате. И не сум зборувал. Со заби. И мислеве дека нешто... Ти си од тие што не зборувале, а? Не зборува. Нешто сум видел, ама тоа не се сеќавам да ти кажам. И потоа прозборови... Тоа е интересно, тие... Тоа... Да, деца што не зборуваат за Ајнштајн викаат дека доцна Тоа проговора. ја не сум Ајнштајн, да, Без разлика, ама... А немоја мислиш дека се проценам, не ме импресионира. Роден е Карши Цека,
ке прочуената кафеана Зора, според која Димитар Солев го пишува романот Зора зад аголот. Првите сеќавања му се поврзани со баба му Љуба Иванова Бојаджиева, првата скопска акушерка, по која го добива името. Јас сум роден инаку, значи Карши Цека се. Карши Владот. Тука е таа прочуена во дворот на прочуената кафана Зора, Зора зад аголот. имено. Ај тука кажи ми малку се. Зора за, сум ти кажувам сум тоа, имаше, тоа ми се едно од првите сеќавања. Прво сеќавање ми е кога се роди сестра ми Марија. Марија е помало од тебе, така? Да, Таа е 54-та, јас сум 52-та, таа е во ноември некаде. Се сеќаваш на тоа, а? Знаеш зашто се сеќавам? Бидејќи со Пајтон, веројатно Пајтон ме возбудил и породилно беше сега што е градска, ова е црвената, така викаме црвената, тоа беше породилно. Бидејќи баба ми беше акушерка. Баба ми извадила од мајка ми и брат ми. Тогаш веќе се тресела рацете, Марија кога дојде. Беше тај од 19 век жена беше акушерка инаку, првата. Како се вика? Љуба Иванова Бојаджиева. Љуба Иванова Бојаджиева. Скоплянка. Кои се најстарите скопски мала, зошто е Дебар мало, селјачко мало и кој е првиот збор од тешките зборови што ги изговорил? Љуба е Панкова е таа. Панкова е таа. Позната фамилија. Тие се први шумаве, како да ти кажам, имало и куќе, така ми кажуваше таа. Сега кај што е Гран, пред Ново Мало. Добро. Имале двор со некој и некоја куќе и доаѓале албанци, бајца без тројца и просеве за леб. Би парче бук, викале. Би парче бук. 2 парчиња леб. Ова е пак 30 некаде, а? Ова е турско. Ова е турско, ова зборуваш сега за баба ти, турско за е. баба ти зборуваш. Баба ми беше негде, по стереотито беше. Негде 1880, да речеме. А кај има живеено во Ново Мало, тука? Тука. Мајка ми е Ново Мало, родена. Јако Ново Мало е Вашко Мало, ама овие се први. А Дево Мало е 12-та направено, тоа селјачко Мало е. Затоа ти викам, многу работи се во Скопје. Ај кажи му, зборувај ми малку за Скопје. Кој е најстаро? Тука, значи, Ново Мало е старо мало, практично. Старо е. Најстари се овие од оваа страна. Чаир, Чаршија, например, Чаир. Карадак Мало. Каде е Карадак Мало? Кавот. Крњаво. Крњево. Кај Ова е Крњево. хотелот, кај хотелот. Да, добро и Крњево. Континентал е фаќа. Крњево? Да. Ова Маџеро од другата страна, Пајко Мало, кај Пиринче. Тие се малат. Топан, А ова Циган Мало што го викаат, малку знам. малку знаеш, тоа е ваму кај Беко негде треба да биде. Циган Мало, тоа е пак, знам, Циган Мало имаше цигани, знам, ама тоа е аматерска работа. Тоа е циганите, кога се доселува и затоа го викаат Циган Мало. Ги бркаа по тоа циганите, после социализмот. Неколку, 2-3 фамилии останаа околу школата Гоце Делчев. Ленин бивше. Така. Не, Джоко. Ти си растен кај Цек. Кај Јас Зора сум. за Даголот, тоа реков. Тука тие сеќавањата мои. Не знам дека тебе тие работи интересира. Имаше, а тие веројатно му беа деца на тој Фрањо, знам. Газат Фрањо. Од баба ми, пак ти викам, тоа се не сум зборувал, ама сум спивал. И ти викам, ова не е од некој што ми го каже од после. Иначе така не да сакам да Значи зборувам. мал си, ќутиш, Да. не зборуваш, Сум се снимал. снимаш. Сум снимал. И нешто вака сум правил, бидејќи децата беа слепи На овој Фрањо? на Фрањо. И знаеш, ти си окат и гледаш некој, немаат очи деца. И веројатно нешто, ако шеката, нешто сум, некоја гестикулација сум правил и тогаш ми остане сифилис сум го слушнал првиот збор. Сифилис прв збор. Прв збор ми е вака од овие тешкиве зборови.
По мајчина страна е скопјанец, а по таткова е прилепчанец. Любомир Тошев е син на Крум Тошев, македонски славист и македонист, универзитетски професор и потомок на револуционерот Пере Тошев. По таа линија, по скопскиот земјотрес се селат во Прилеп. По земјотресот сте преселени, колку време живееш во Прилеп? Година. Вамо во куќава што ви останата, Да. сега што делевте нешто? Да, да. Таа куќа е на Наум Тошев, Кој е Наум Тошев? татко на татко ми. Татко на татко ти. А тој Дедо на мој. Пере што му е? Пере му е чичко. Пере му е чичко на Наум. Но. Пере немал деца. Пере немал деца. Не ви блаже го пишува. Само тој е близок Ма со... Пере па млад умира, Пере, колку голем е? Не е многу млад, Не е многу. 45-6. А, така. Утепане. Знам, не знам. Да... Во заседа е фатен, така? Некако е на На патен. местиве. По таа една година во Прилеп, повторно се враќа во Скопје. Кажи ми сега, одиш Прилеп и потоа се враќаш... Се враќам во Скопје. Не ви по земјотрес. Се враќаш низ тоа место кај што си бевте, кај се враќате? Ти си кажам, роден ваму Не, кај- уште зградата се реновираше. Ке ти кажеш. Не падна зградата? Не. Со жолто беше. Аха. Жолто значеше така може да Дека се треба да се поправи. поправи. Да. Зелено беше непипната, црвено за рушење. Така. Прво привремено живеат во Тафталиџе, што за еден дебармаалец е далечна периферија. Од Прилеп кога се вративме, види ке ти кажам што. Живеевме едно 2-3 месеца, тоа е едни бараки. Каде? Бараки, значи сега некаде би кај каналот. Тафталиџе. Тука седеме 2-3 месеца. Потоа на татко ми му дадоа за, како се вика тоа, за привремен престој, ебате српски разбор, Како ќе биде не, македонски? нема. Најверојатно. И ќе го преведе колку би, ќе направи од кафич шкафове. Да. Ајде, се заебаве. Тоа беше убаво. Тафталиџе во тие швајцарски бараки. Или италијански. Тие постојат уште или беа при време? А Постојат, сега ги да. изгради, бе, се сигурно. изгради. Сега се палати, сигурно. Е, таму учев во Во Песталоци. Песталоци? Бидејќи Песталоци е населен на Гоце Делчев. Ма чекај, Песталоци не е сега ваму кај што седиш зад Буњаковец? Не Песталоци, Во Јана Јана Москоменски. Москоменски. Во Јана Так, извини Москоменски. ме, Да, извини. во Јана Москоменски. Зашто како се вика овој Јана Москоменски, даскалите од Гоце Делчев, А кај било Гоце Делчев? а кај Јове тука. Пред Јове кај комунистичко беше. Тука имаше школа, а? Најубавата школа во Тоа Скопје. падна со земјотресот? Да. Се викува во српско, мислам, цар Душан, од српска зграда. Да, тука. Тој имаше, тоа беше Njegош. Песталоци е алтернатива на Njegош. Тие беа две школи најодмени. А и Скопје беше 120.000 жители. Потоа се враќа кај пионерски дом Карпош. Кај пионерски дом Карпуш е, значи една година таму, значи да речеме 65. И потоа сте тука. се тука додека не отиде се у Бестарја. Значи до 2008. Значи од Го продаде 54-та. тоа? Па да. Ја го не го продадов. Снајка ми, зет ми. Да го продав тој, ја да ги земе парите. Ке бев на конј.
Крум Тошев, таткото на Љупчо, е роден 1912 година во Прилеп. Бил член на Комисијата за кодификација на македонскиот јазик, коавтор е на првиот македонски правопис со правописен речник, човекот што во 1945 година го одржал првиот универзитетски час на обновениот филозофски факултет во Скопје. За време на Втората светска војна, заедно со Димитар Митрев, од Бугарија се враќаат во Македонија. Кој е Крум Тошев и што работи пред војната и како добил десетка кај легендарниот белградски професор Александар Белич. Пега Тошев вика дека бил бугарин, ама овде е представен за македонец, не ви така? Јас тогаш не знам на кого зборувавме кога те прашав тој бугарин е или македонец, ти што ми рече прилепчанец. Прилепчане, ме. Сега гледај, татко ми земи. Татко ми, абе чекај, татко ми е завршил кај Белич има десетка. Татко ми има бугарско име, Крум. Не ви преханот. Белич го прашал, Александар Белич. Го прашал, бре, мислејќи дека ќе го фати дека не знае. Какво е тоа име? Му рекол, бугарско Крум, му рекол. Десетка му пишува, не му се реваншира. Значи, бил професор. Татко ми, потоа е во Иванград, уволнет. Не уволнет, туку во Иванград го пратија во Црна Гора. Да му да предава? Да предава српско-хрватски. Која година е татко ти потко? 12. 12. Кога е ова? 30 и некоја? 35-36. Потоа таму, во Бурах, не, војната фаќа, таму може и поеќе да се сега. Не ме фаќа за збор. Од 41 во Струмица предава бугарски. И му се скручува доста сега. Српско-хрватски предавам таму, сега бугарски предавам. Бугарите го избакаат во Бела Слатина, уволнет. И заедно со Митрев доаѓа 44-та во... А и татко ти доаѓа со Митрев од Софија? Од Софија. Татко ти бил во кружокот во Софија? Не. Не бил со Вапца? Не. Татко бил во Бела Слатина, ама се запознаве заедно идеве. Знам дека Круме ми кажеше кога супуваше некој магнитофон во себе, од горе почнаа да паѓаат бомби, овој супуваше Митрев. Го фрело тој магнитофонот во река некој, да ви во крива паланка, кој се кажа. А веќе дојде ни кај нас? Навака, да. Аха, ова прв пат го слушам за татко. Па во Струмица, ја не сум бил, студентите, гимназистите направиле протест кога го избркале бугарите од гимназија, направиле... А зошто го избркале? Бидејќи не сакал да предава на бугарски. Протест направиле. Како почнува професорската кариера на Крум Тошев на факултетот? Кои професори предавале на тогашниот филозофски факултет? Дали биле блиски со Блаже Конески и од кого, според универзитетската професорка Вера Стојчевска-Антик, најмногу се плашел Блаже Конески? Круме беше величе. И како влегува на факултетов потоа? Како ме? Со декрет. Со декрет? Сите. Што години има? Тој млад е тогаш, 30 и нешто, колку има? Па, ама од Блаже многу постар. Од млад е многу постар. Единствено постари од него се тука Повенаковиќ, сета работа е Повенаковиќ и Ѓорги Шоптен. Ѓорги Шоптен што предавал? Француска. Француска. А Димче Левков? Димче Левков и тоа е помојато татко. Што е тој? Помојато татко ми година две. Прилепчани. Прилепчани. Прилепчани, да. А Блажи и татко ти односот? Блиски? Не многу. Не многу, а? Не многу, ама поголем екзибиционист беше Блаже од Круме. Во која смисла поголем екзибиционист? Па и покажување, во тие некој има... Сцена сакаше да го слушаат. Да го слушаат, иако не беше гането да се разбереме, знаеш... Ке те чепна малку за тука кој се собирале Не, знаеш што, дека библиотекава. Круме беше бајги затворен човек. Само не многу затворен. Например, чичко ми, Димче, беше 1000 пати позатворен. Не можеш ништо. Добро.
Ја пишувам текстови, ми вика ти да престанеш да ги пишеш текстовите. Зошто бе да престанам да ги пишувам текстови? А Ми рекоа пишуваш така. Аха. А што Абе, беше? кој ти рече? Пове Мики беше, А ме што правимо бил дело. Димче? Што бил Димче? Професор хемија предаваше декан на хемиски А факултет. декан на хемиски. Чесен до краја, ама звер, пичко мате. Братуше ми го тукаше, него внук го тукаше на испити, не знаел хемија. Со петокраката начал, а? Не беа активни комунисти. Не беа активни. Не беа... Татко ми со Блаже. Не се дружеше фамилиарно, му идеше по погреби Блаже вака. Блаже многу ја почитуваше мајка ми. Или верам ти ќе кажува тоа. Навеќе Блаже се плашел од мајка ми, не знам, оваа Усикова. Рина? За првиот универзитетски час на македонски јазик. Првиот час татко ми го имам на македонски јазик од државна факултет. Така? Рум? Никој пред него. Првиот час по универзитетски збор. Татко ми. Во друга земја да беше, ке се правеше јубилеј. Овде. Се Да, татко преводи. ти многу малку. Па не му е. Сенка е, не- Па, до крај. Јас да не бев. И дури јас ме знаеш како да не сакам за мој да се зборува. И тоа ќе го бити се. Како да не постоја. Тоа е оценката на Блаже. А човекот е постар од Блаже. Се, мајката. Таа е подава на србомани и македонци. Татко ми беше македонец, никош не рекол дека е бугари. Тоа далеко од Така, значи си се декларирал како македонец. до крај. Како го добива прекарот Кент и што вели за тоа неговиот пријател, драматургот Братислав Димитров. Гајга ти е прв прекар. Прв прекар и потоа Кент. Потоа Кент. И толку се? Толку се. А зошто Кент? Бидејќи единствен пушев Кент. Тогаш што се пушеше? Југославија, филтер? Југославија 57. 101, 57, те словенечките. А овие кога излегува МТ партнер тие? Подоцна? И ги имаш и тие. Драва. Морава. Ма па е него и Бато Димитров тоа, сите кога не има текст напишано. Додека кога? за мене не споменува Така, кога така, Бато. Вика додека ние пушевме Драва и максимум Дрина, Јупшо Тошев Кент пушеше Кент како стане долонц. Како се запознава со својата драга пријателка, професорката Лилјана Минова Ѓуркова, и каква е врската на професорката Минова Ѓуркова со неговиот прекар Кент? Со Рија Минова, ја не знам, ја не познам, кога се овде кога дојде, ја гледам пичко матер, која викам ова, пичка и материна незина. Не ги сакам да има мајка. Лјупчо кога те пцуе, тоа многу често значи дека си му многу близок и драг. Чекај сега, ти кога пцуеш најда биде убаво што те воодушеви, ти беше убава или... Абе, се разликуваше од другите. Не беше тетка, како кажа. Добро. Ме, гледам Кен пуша, а ја
Ти Динарджија. оставила впечаток. А ти Динарджија, тоа што? Динарджија, тоа уште поќе ме зове Што значи Динарджија? авионче, веташ динар немаш у джеп. Немаш динар у джеп, тоа Динарджија. Динарджија. А што е авион, зашто авионче? Бидејќи си лесен. Така леташ, Тоа добро. пизга преку Белград е везено, добро, да, ама... Ова прв пат го слушам, не го знам. Да. Или, во прија би рече дупнати джепови. Да. Авионче. Или тантела, има и тоа е така збор. Бучка, например. Тантела викаш, тантела си. Кој бучка? Кој беше бучка? Тој на брат му. Кум му сум, старосват сум му на свадба. Уште е жив, фала Богу. Брат му умре, бако и Томче. Детето вија на 4 кеца. И држав си се. Но, да се вратиме на приказната за неговото вработување како библиотекар, за првата средба со професорката Минова и за прекарот Кент. Преходно, тоа беше нова година за случајот со Иве. Преходно имаше состанок на катедра. Јас дојдов, не зборам збркано, концентрирано зборам, на 15 или 16 декември 82 така. Тазе вработен тука. Септе. Влегувам тука, овде, ме пречека, не ги знаев. Ни Пандев и Емилија Црвенковска. А Виле, не виде, и гледам кој е ова, викам, мајко и Боже, гледам, водки пија, ти си ги гледам, кажа со мене муавет, нов човек, љубопитно. Тогаш почнаме прв муавет. Ајде, дрва пушам, тај кен пуши. Мене, управо, 5 динари, то 50 динари, големи разлики имаше во... Многу скапи Кент, а? Десетоструко во однос, не како сега шие ми га джуга. Пичка, сакате сега како не сакам. Си викам, тргна и животанства овие да им ебам цигарите, тие жолта етикета кумановска драва. Маму ебам незина. Ама водки, так и се отвори му опит. Па. И ми вика, от сега вие и јас сме на ти. Тоа ти е драго пријателство, Тоа ми е едно од најдрагите пријателства. Лиљана Минова Ѓуркова, жената што била джентлмен, ама не е лесно да го честиш Љубимир Тошев. Жената беше джентлмен, ама не било така. Таа, веќе првите денови, вика, ја имам поголема плата од тебе. Кој вика тоа? Абе, викам, ти имаш поголема плата, ама јас кај честам, јас сум машка, ти си женско, ти кај му учиш и ја честим. Го прифаќаше лилето? Како нема го прифаќа? Абе, растената е 39-та беше, вече човеку во еден свет, сама студирала со мажи македонски овде. Сама. Ти сваќаш во кои ситуации. Пушти ги овие лапачи, вака било, онака било. Мене и до ден денеска, не се вие што ми рекол, до ден денеска не сакам женско да ме черпи. Допуштам се, не сум толку кога нема жена во себе. Да се вратиме кратко кај кафеаната Зора. Со Зора е многу поврзана професорката Минова. Таа кафана до кога постои? До земјотресот. До земјотресот. Зашто Вие учела во женска во ЦЕК. Или Скопјанка родена или Таа е во Прилеп родена, ама на 2 години е донена. Еписибир. што значи еписивир? Сеен. Таа е гимназијалка. Женска гимназија. Женска гимназија. Кај На ЦЕК. Каршија. Така. И одеве таму, таа е постара, таа е 39-52, не. И одеве таму во таа објаснуваше со тие зелените пенџери, зелените пенџери, ке ти каже тебе, не че прозорци ги викаш, ај сега. Не ви, што не се гледаше ништо. И биле тие мистериозни, зашто се такви.
Абе, девојче. И таа, пак е поврзана, таа е многу зора за таквот кога ја напиша овој Сове, Солев. Димитар. Што го нервира најмногу во кафанскиот живот во Скопје денес? Те нервира сега има кафичи во градов, кафани нема. Најмногу. Најмногу тоа ме нервира. Знаеш, нема да се раскомотиш. Да не внимаваш. А и газите не чинат. Газите не се еснафи. Не се знаем и Не сакаат се да... кафанджи самите не. Да, и сакаат да заработат пари. И не сакаат постојани, да не речем стајни гости. Бидејќи им ги знаат постојаните гости и цените. Не можат сега нас да не украдат. Треба некој курбан да дојде да го сечат, да ги наостат сабијите. Така ви е, батко. И ти не си вчерашен. За шар во чаршија и за покојни Бристол. Најубава бабча беше Шар. Последна кафана, мене што ми остана, беше Бристол. И таа ми ја укина. Да, ти во Бристол седеше. Да. А Јадеше чорбичка. и многу гуваш ја, да ти Гуваш кажам. јадеше во Бристол. И многу раки пив, да ти кажам. И многу пива испив. А легендарниот Јоле и друштвото на писателите? Јове беше одличен човек, додека не се ожени на старина 60 години слушай. Ама како кафана сега, јас не е за... А па тоа е со овие. Си им терал иле таму на книжевниците? Те ги ме во мајката. На сите. Така. И пособи бе од мене. Им беше трн во око. Па, како да ти кажам, трн во око, може би малку банално, поеќе од тоа. Джок, сите овие, сум ги видел, особено во овие општествени науки, така наречени јазик, не знам што. Полоши би од мене, батко. Љупчо Кент често е контроверзен за своите соговорници кога зборува за теми од историјата. А тој тврди дека ништо не измислува, дека за се си постојат документи. Фантазијата постои, ама само во книжевноста. Ич не му е гајле нему за идеологијата во книжевноста. Многу поважна му е формата од содржината. Важно му е да му биде убаво. Знаеш и кој им го кажуваш тоа, се водат од памет. А еве го секаде, тоа е напишано. Ја не сум го измислил, ништо не сум измислил. Ја имам фантазија, ама во раскази се употребувам. И да ми биде побав текстот, ке се заебавам. Ке ги извадам од памет и реченици и се. Не ке иде у пичку матерно, мене повеќе ми интересира форматот со држината. Да ми биде убаво. Ми е гајве која идеологија, да би била фашистичка, да би била комунистичка, ме забаве Кога читаш книга, тоа не гледаш, гледаш како е напишано. Апсолутно. Бе како се, Крвежа ми се допаѓа и Севен ми се допаѓа. А и на Крвежа Севен му се допаѓа. Едниот е веенист, другиот е тотален фашист. И ја имам идеолошко влијание од Крвеж.
Да, знам дека го сакаш Крлежа. Го сакам и сета историја македонска преку него ја научив. Од застава. Кои му се омилените писатели и каков бил односот помеѓу Крлежа и Андрич? Крвеже, Севин. Друго што имаш влијание? Рускиве? Рускије многу ги сакам. Андреј Беви, Борис Пилњак. Борис Пилњак има еден верно се вика. Прекрасен расказ, мислам најубав е во сета се за мене. Сета се. Во сета се скари, тоа за мене е најубав. Верно се вика. Што станува веднаш по октомври руски. Слободна, љубов, се тоа. Како хипи покрет. Пилњак му и на Киш омилен, тој не го зема. Жуник што правеше, режисерот. Ке ги фати Кише од ученици од нив, од руската авангарда. Да. И од тој тука ги спомнува од Југословениве, исто Крлежа го спомнува. Црњански и Андрич. Да, ама те, овие двајца се медиокритети. Се удвагаат на четничката власт. Андрич и Црњански? До крајот е, двајцата сакале да ги нема шиптарите од Косово. Во власта се проекти имаат напишано и тоа исто како меморандумов што го направи Добица Ѓосич. Уште 41 да ги нема албанците. Да се префалат во Албанија. Тоа се четнички фигури. Крља што вика Андрич Црњански and А компани. каков им бил односот на Андрич и на Крлежа? Многу негативен. Многу негативен? Се не ќеле, а? Не. Има само Андрич не реагира, Црњански реагира и утепане од Крља. Крља на поемика нема, мислам по свет нема појак. Нема. Уште малку за Крлежа, за Толстој, Гомбрович и за функцијата на книжевноста. Нема општествена функција. Само естетска. Само приватно, бе, тоа е Духовно. мое, духовно е, бе, батко. И Толстој, Крља и Гомбрович, бе, сите најпаметни луѓе го велат тоа. За мене тие се најпаметни. Не ми е Ајнштајн. Јас сум од таа бранша. Да. Крља што вика, еве го вика, се апострофира како поет. Одакle е? Одакle е дошao? Ме разбираш? Гомбрович вика, прво вика, терминот писател е неразбирив. Секој што пишува е писател. Туку како се пишува? Не. Да. Знаеш, има тука цаки. Тие необичните. Крља не е необичен. Тој е ленинист. Ама Гомбрович е индивидуалец тотален. И Крља нема анархистички, ленинистички. За хероите од детството, за Гаврош и Козета в клозета и за тоа што пиел Жан Габен, францускиот актер што го играл Жан Валжан, главниот лик од Клетници на Виктор Иго. Джеймс Джойс. Сега ја не знам англиски, дај Боже. Ама Даблинци ми се мртви ми се допадна. Знаеш, има некој жене, Гомбрович. Да, Го Гомбрович. го успевам. Севин. Ти викам да бев помлад, ке учев француски заради Севин, не за некој друг. Не, го сакам Виктор Иго. Ама нормално, во дете Гаврош, Козета, в клозета, тие се убави работи. Козета в клозета? Бугарите така вика. Козета в клозета. Жан Валжан. Жан Валжан, да. Тие ми беа херои. Робија за парче лев. Абе, Жан Габен го помеш. Во некоја серија француска, пујзна од кога. А ти знаеш, тој Жан Габен, колку е па затоа ако ме прашуваше ти за овие разговори, многу сакав, па така, го гледав тој Жан Габен, тој умрен одамна.
си пуши цигара и кажува Ренуар, тој режисерот, не свикарот како правел тоа, ова, она. Како им ги менувал самиот глумец репликите. И вика, ке се согласи, вика, јас сум селјак, не сум од Париж, во близина, онако, ама се согласуваа со мене. Знаеш, си пуши, тој веројатно абсент пиеш. Маме му е. Ама одличен глумец. Жан Габен. И за крај, најважното кредо на Љубимир Тошев Кент. Џоко, вистината преди се. Мислам, вистината, како ја што ја чувствувам. Никогаш, батко, не лажам. Освен? Знаеш. Освен полиција, војска и администрација. Ова беше само една од многуте можни средби со Љубимир Тошев Кент, единствениот анархист што го познавам, мојот омилен drunken master, човекот што во еден од своите мигови на измената состојба на свест за себе ми рече: "Батко, јас сум подобар и од себе." Јас сум Ѓоко Здравески, гостин уредник на оваа епизода од подкастот Обични луѓе. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Оригинална музика за оваа епизода направи Владимир Лукаш. За транскрипт на целото интервју и фотографии посетете ја страницата обичнилуѓе.мк.